Благодарам председателя. Благодарам колешке Лукаревска за вашиот став кој што го истакнавте. Јас ќе истакнам дека пред се и над се за мене здраво да има кадрови промени, да имаме промена во овие кадрови решенија во ресорите кои што се денеска пред нас. Морам да истакнам дека како слушајќи ве вас, вашите колеги тука, морам да истакнам дека како поранешни министри, поранешни директори, пред се треба да имате дигнитет за да зборувате за кадровите решенија кои што се случуваат во владата, бидејќи вие доаѓате како поранешни министри, поранешни директори, сега сте пратеници од страна на Социјалдемократскиот сојуз и секој пат кога зборуваме за политиките, за мене најздраво е да се споредиме, бидејќи само така можеме да видиме дали нешто правиме позитивно или правиме негативно и се додека сме тука ќе слушате споредби. Јас ќе истакнам неколку работи, бидејќи вас и претходните говорници од Социјалдемократскиот сојуз ги слушавме за обвинувања, слушавме само на фрлања лаги и манипулации, но ќе потсетим еве што оставивте вие пред само 2 години. Ќе ве потсетам, вие не бевте пред една деценија на власт, бевте пред 2 години на власт и каква држава начекавме кога дојдовме. Во делот на економијата ќе почнам. Јавните финансии под тотален притисок, двоцифрена инфлација, претходно со вас 9 милиарди евра долг со се камати кои што оваа влада треба да ги исплати. Наспроти, исто така, вие како директор на управата за јавни приходи, морам да споредам дека имавте исто така помало ниво на наплата на даноци. Наспроти сега, каде што ја стабилизираме економијата, каде што имаме во јуни месец и најниска инфлација во регионот. Тоа се фактите, тоа не се податоци од штабот на Социјалдемократскиот сојуз. Во делот на транспортот имавме измислени километри на автопати наспроти оние кои што денеска сега се реализираат, 6 делници ќе бидат реално за македонските граѓани. Во делот на социјалата, тука беше и поранешната министерка за социјала и труд, имавме пензионери кои што протестираа со празни џебови, кои што плачеа, кои што беа навредувани од страна на тогашната министерка. Тогаш во 7 години власт на СДС минималната пензија порасна за 5000 денари вкупно, со ВМРО ДПМН за 7000 денари во година и половина. Во делот на здравството ќе останете препознаени по делот на донацијата на вакцините, ќе постанете запаметени во делот на тендерите на Венко Филипче, во делот на образованието ќе останете запаметени по тоа што немавте учебници за учениците, немавте никаков концепт на образование, апсолутно погубено на Ана Милацаровска. Во делот на Министерството за внатрешни работи по белосветските криминалци кои што добиваа пасоши, сакам да истакнам дека во ниту еден ресор не можете да истакнете посебен успех наспроти